Ке троши ли Македонија повеќе средства за одбраната? Прашањето стана актуелно откако американскиот државен секретар Марко Рубио побара НАТО членките да постават нова цел, односно секоја земја во следната деценија да троши 5% од бруто домашниот производ за одбраната. Министерот за надворешни работи Тимчо Мусунски вели дека Македонија е подготвена за предизвици и ваквата идеја е во фаза на дискусија, но до НАТО самитот кон крајот на јуни земјите членки ќе изнајдат компромис. Нема никаква дилема и ние како држава сме покажале со достигнувањето на минималниот праг од 2% дека сме подготвени за нови предизвици и мо очекување дека ќе постигнеме консензус со сите иницијативи кои што ги предводи Соединетите американски држави, земји како Франција, Германија, господин Руте како генерален секретар, ние како одговорна членка на алијансата да ќе ги поддржиме. Предходно премиерот Христијан Мицкоски се пофали дека Македонија одамна има постигнато актуелната цел за 2% од БДП трошоци за одбраната, за разлика од други членки на НАТО, но тој појаснува дека не постои услов за да се прифатат 5%, туку дека поентата е 2% да бидат минимум, а не плафон. Ние имаме веќе повеќе од 2,5% и во годините кои што следат со проектите кои што ќе ги реализираме во модернизација на армијата, но инфраструктурните проекти, тие трошења ќе растат. Американскиот председател Доналд Трамп честопати посочуваше дека САД даваат неправедна сума во алијансата во споредба со другите членки, а и од Берлин пристигна став дека го поддржуваат барањето на Трамп членките да ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ. Финалното решение ќе се донесе на самитот на 24 јуни во Холандија.